тебе ти велам, стани и оди, земи ја постелката и оди си, верата твоја те спасува. Јас сум Елена Чагоровска, родена сум во Скопје, а пак основав брак со омажи во Прилеп и таму живеам до ден денес. Инаку имам 65 години и сум среќна баба на 3 внучиња од моите 2 ќерки. Инаку во детството премногу сакав да бидам прва во центар, да се истакнувам со сите мои вештини, бев дарувана за се и сешто. И за сликање, и за рецитирање, награди на конкурси, кога пишував. И сето тоа ме водеше некако се понапред и понапред, а желбите беа големи. Кога завршив факултет Историја на уметност во Скопје на Филозофски факултет и кога се пресели во Прилеп, никого не знаев освен мојот сопруг. Но бидејќи бев комуникативна личност, добив многу пријатели, многу познаници и не жалев за тоа што дојдов во тој град. Прекрасно градче, каде што и работев во Државниот архив 38 години, и премногу си ја сакав својата професија. Сите настани започнаа откако минатата година мојот сопруг почина. Само што заминавме во пензија, по 1 месец тој почина изненадно, така што за мене беше еден страшен шок, невиден немир. Едно големо разочарување и загуба на еден мој пријател, другар, колега, сопруг, дедо и се ми беше во животот, бидејќи имавме прекрасен брак. Не можев да се помирам со загубата на сето тоа и бев толку многу депремирана, толку многу разочарана, мислев дека го изгубив целиот свет. Не знаев кого да побарам, со кого да разговарам, едноставно почнав да се повлекувам, а ме водеше гневот, зошто животот такво нешто не приготви. Бидејќи бевме пресреќни, прикажани за нашиот прекрасен брак, за нашата слуга, за нашите внуци кои што ги чувавме и ги сакавме бескрајно, и сега сето тоа да заврши за една секунда. Почнав јас со здравието да добивам почнав да добивам многу несакани работи, кои што никој пат не сум ги помислувала. Не можев да одам, изгубив сила, одев по 20 метри, 30 и седнував на секоја клупа. Дури еднаш многу незгодно ми падна кога еден пријател на мојот сопруг ми рече како зомби шеташ низ градов. И тогаш се свестив, значи што ми кажуваат, на што изгледам јас. Но сепак тагата си го правеше своето. Исто не само движењето. Почнав да добивам здравствено, почнав да опаѓам. Тешко дишев, срце лупање добивав, постојано одев на гробишта, да го посетам гробот и се враќав и безцелно некаде да талкам едноставно. Не сакав да ги вознемирувам моите деца, кои се прекрасни личности, ми дава голема поддршка, бараа со нив да дојдам, да видам со нив, да ми прават друштво, но одбивав. Со едно идење во Скопје, кога веќе здравствено опаднав многу и не се чувствував добра, дури го сменив ликот, дојдов во Скопје и се сретнав со мој пријател, кој што го знам од детство, Дарко Петрески. Господ Исус Христос да го благослови со сите благослови дарови Божји, затоа што тој ме донесе пред Исус. Кога виде мојата состојба, бидејќи имав третмани на масажи, не можев да одам, беше зачуден и ме праша што е причината. Ме знае како многу храбра
личност која може да се избори со се, но овој пат не може. Нешто беше поголемо во мене. Дарко ме предомисли со тоа што можеш, ти си цврста личност која те знам, а јас ќе ти го покажам патот. Ќе те донесам до Исус. Ти благодарам, Дарко. Не само што ме донесе до Исус, ми го отвори и патот на животот. Јас станав друга личност. Откако ги имав првите неколку средби во заедницата, јас, видејќи едно прекрасно дружење каде што се молиме за сите браќа и сестри, меѓусебно си помагаме, не поучуваат тука благодарение на Тихо Стојановски и на Марија Башевска Стојановска, која несебично ни пренесуваат поуки од Словото и за подобро да го разбереме и да сватиме суштината за Исусовата љубов. Многу им благодарам. Им благодарам и на браќата и сестрите кои што се постојано со нас и контактираме, станавме најдобри и пријатели, и роднини, и се. Јас сега имам богато семејство. Ти благодарам, Исусе Христе, слава ти. Во тој момент, неколку пати кога бев на средбата, веќе ги кажав моите проблеми здравствени. Значи ми констатира во краток рок од стрес, тумор на тироидната жлезда, цисти од левата и десната страна, запушена кариотида 80%, со страв дека, докторот рече со страв дека може да добијам и мозочен удар, и во таква состојба бев, депресивна да не речам. Исто така срцето кое пред 4 години го стендирав беше запушено 99% и не разбрав дека Исус тогаш ми помогна. Сега разбирам, многу пати во животот толку многу ми помогнал Исус, што сега сум свесна колку ми покажувал и барал да се доближам до Него. Затоа што многу пати ми го спасуваше животот и јас не го разбирав тоа. Сега разбирам, ти благодарам, Исусе Христе. Ти благодарам што сега однов ме роди, ми дава шанса да живеам повторно, да живеам со голема љубов. Да живеам здрава, исцелена и силна во Тебе, Исусе Христе, затоа што со сите тие болести и болестите на бубрезите, полни со камења, со цисти, двата бубрега полни, со оперирана кичма и со оштетен нерв кичмен, која ја влечкав десната нога, Исус ме крена. Ме крена и тоа за кратко време. Ти благодарам, Исусе Христе, затоа што веднаш кога појдов на лекар да извршам проверка, се чувствував едноставно многу добро. Почна луѓето да ме прашуваат што се случи, кои се промените што настанале и сосема изгледот беше друг. Насмеа на лицето ми светеше, пешачев по 5, 6 до 7 километри во денот и полна со сила и енергија. Сите ги љубев, сите ги сакав, ништо не гледав темно, црно, тага, туку само радост, љубов и мир во срцето. Благодарение на Тебе, Исусе Христе, ме научи како. Ја научив лекцијата, што не ја научив многу одамна и многу ми е жал. Затоа што досега ќе бев здрава личност, Исусово дете, кое што Тебе ќе ти служи и со Тебе и Тебе ќе те слави. И навистина се случија чуда. Првиот пат кога појдов на доктор, јас прв пат кога отидов на доктор, отидов за видот. Видот ми е многу оштетен, носам диоптрија многу јака, цилиндер -4, носам од дете и Исус ми покажа, јас се уште бев збунета и не верував во тоа, додека навистина не видов. Велат, отвори ги очите и ушите, слушни и види што се случува.
тоа што ти кажува Исус, нашиот татко, дека веќе почнува исцелувањето. Кога отидов на доктор, ме прегледува докторот, отидов чисто случајно. Затоа што се опирав, си одложував, ги скршив наочарите наседнувајќи, а не гледав. Ми беше матно и чудно зошто не гледам. Мислев дека диоптријата уште повеќе се зголемува. Напротив, докторот кога ме прегледа, ми рече дека од -4 на -2,7 и едното 2,1 диоптрија е намалена. Слава ти Исусе, јас бев зачудена. Ме праша, Елена, што јадеше, што користеше? Да, молитва на сабајле и навечер. Молитвата ми беше исцелувањето со мојот вид. Зачуден се насмевна, сега ќе видиме и другата дијагноза. Пред 20 години исто со десното око имав голем проблем. Затоа што рожницата почна да се одлепува и тоа случајно во нагло кревање на главата, прв пат кога ја добив болката, со многу јаки болки во окото, несвестица и не се јави веднаш на доктор, туку појдов по известно време, а тогаш веќе беше многу алармантно, хитно ме пратија во Софија, во очната болница, да се прегледам, затоа што апаратура тогаш немаше во Скопје, на тоа што се сомнева, и кога појдов во Софија, во Бугарија, констатира дека рожницата, дел од десното око, се одлепува. Со голем аларм докторот рече, ќе те пуштиме со ризик во Македонија, ќе правиш контроли, ќе довеѓаш, но ова е сериозна работа. Може и да имаш повремени болки, но ако се одлепи рожницата, знаеш кои се последиците. Јас до сите овие години правев несериозно, многу ретки контроли, оставив се лежерно, како ништо да не се случува, но ме подсетуваа болките кои што ги добивав повремено. Сега немав болки, ми беше чудно, зошто и тие болки ги немам. Кога ме прегледа докторот, ми кажа дека од сето тоа ништо нема. Ти си здрава, окото ти е здраво, диоптријата намалена, и тогаш реков, слава ти Исусе, што ме исцели, што ми даде здравје, што ми даде вид. Не само и тоа, бидејќи по смртниот случај на сопругот, имав многу висок притисок, 200, 190, никако не можев да го сметнам. Докторите беа уплашени, затоа што брзо беше стендирано срцето. И јас земав голема терапија за притисокот. 100 мг во текот на денот. Значи, утро, вечер, и покрај таа терапија притисокот не се семнуваше. Најмногу се семнуваше со таблетите до 170. И тоа што беше висок. Пробав повеќе и народна медицина и лекарствата, но никако не се семнуваше. Откако пристапив кон Исус и со молитвите, јас почнав подобро да се чувствувам. Ги земав таблетите, да, ама почна притисокот да се симнува во нормала, 150-140. Повремено ќе се качеше до 170 со земање на тие таблети, но еден ден почнав да се молам. Откако ја завршив молитвата, го измерив притисокот, беше висок. Повторно молитва. Се помолив, и јас сега верувам. Тогаш ми беше многу чудно. За 10 минути притисокот од 170 беше на 140. Слава ти, Исусе Христе, со тебе можеме се. Бев многу радосна, но на таблетите продолжив да ги пијам. Цела недела притисокот варираше. Може би сака Исус нешто да ми покаже, си реков. А може би ова е некој знак дека треба да
и да постапам поинаку. Почнав со постојани молитви за моето здравје, за исцелување и притисокот почна да се стабилизира, да, со таблети до 140 и веќе не се качуваше. Ако се случеше некој ден да се покачи, молитвата беше таблети и тој се симнуваше. И накрај се случи многу интересно, која што беше преокретница, сменување на мојот живот после еден сон. Значи, добив глас Исусов и ми рече: Елена, мораш да исчистиш се твое однатре, секоја болест. Чисти длабоко по длабоко. И јас чистев некои црнила, катрани, и сонот ми беше толку чуден, но кога се разбудив, ја сватив пораката Исусова. Од утрото добив диареја јака, добив повраќање, стомачни болки, за до вечерта да ми се влоши состојбата, дури и крв мокрај. Се уплашив, бидејќи бубрезите имаат цисти, имаат камења, си реков нешто се случува. Не зедов ни една таблета. Бев упорна дека ќе ми помине, дека ова не е ништо, не бев ни уплашена. Се молев, а до вечерта еден од нашите браќа сотрудници ми рече: земи нешто да не дехидрираш. Но не земам ништо, реков. Ни таблета не зедов, досега и нема да земам. Другиот ден утрото, ја поминав цела ноќ со молитви, другиот ден утрото станав како ништо да не било. Заврши сето, сите тие тегоби не станаа и јас бев добра. После тоа, после тие денови, кога не ми беше добро со диарејата, јас, бидејќи имав проблем кој што беше до дехидрирање, јас заборавив 3 дена да ги земам таблетите за притисок. О, фала ти, Исусе, повторно Исусе ми покажа. Значи, можеш и без нив. И ми текна после 3-тиот ден дека јас не земам од 100 мг таблети за притисок. И кога го мерев притисокот, ми беше како во книгите медицински. 120 ми беше, што никој пат не ми бил толку нормален. И така со денови не земав таблета, не земав терапија, го мерев притисокот, тој беше во нормала. И фала му на Исус, што до ден денес притисокот ми е во ред, стабилизиран, немам никаков проблем и толку чувствувам убав мир и радост, што толку многу можев, што толку многу сакав да му се заблагодарам на Исус и не знаев како. Цело време го славев неговото име. На сите пријатели им кажував дека Исус ме исцели, дека Исус ми е таблетата, Исус ми е докторот. До кулминација дојде кога требаше да направам контрола за моето срце, кој што не беше во ред. И тогаш решив да ги направам сите контролни испитувања и почнав со срцето. Кардиологот, кога го виде, беше зачуден затоа што рече: Елена, срцето воопшто не е запушено, срцето одлично работи, бидејќи тој ме праќаше во Скопје на коронографија, нема никакво запушување. Елена, ти си здрава. Насмеан, многу весел и задоволен дека јас сум здрава. Ми ја знаеше состојбата претходна. Тогаш почна и другите испитувања. Тогаш ги провери и бубрезите. Кажа: десниот бубрек немаш ни камчиња, ни цисти. Ги нема. Во левиот бубрек остана уште 2 цисти, али тие ти се вродени и едно камче имаш. И ме прашува: Елена, што земаше? Што пиеше? Што употребуваше? Докторе, реков, ти ви кажам јас.
На сабајле таблета Исус молитва, навечери Исус молитва таблета и јас оздравев. Почна да се смее. Па да, ми вели, добро е, молитвата смирува. Да, молитвата смирува, а ме исцелува, му велам. Беше многу радосен, не знам како го свати, секој не може да свати, може да го свати тој што е во Исус, што се доближил до Него, што ја чувствува љубовта Негова, што ја чувствува Неговата сила и се чувствува сосема нова личност. Сите тие болести ги санира благодарение Исус со молитвите кои што беа упатени кон Него и Неговиот татко, со желба за секој од сотрудниците, за сите наши браќа и сестри, сите пријатели и непријатели наши, да го повикаат Исус и на секого да им помогне. Мојата порака е до сите, сето ова го кажувам како едно сведоштво, кое што може на секого да му помогне, секој што ќе го отвори своето срце, секој што ќе го повика Исусовото име, секој што ќе го возлюби од се срце, со сета душа да го возлюби, со чист разум, да го повика Неговото име, затоа што без Него ништо не можеме. Силата е Исусова и со Исус можеме се. Благодарам на сите што не поучуваат Марија и Тихо, благодарам на браќата и сестрите, кои што сме секој пат заедно во молитвите и постојани во молитвите. На крај ви рекла, Исусе Христе, Татко наш, Господе, Исусе Христе, да е свето Твоето име, да се слави и сега и секој пат. Исусе Христе, силата Твоја да е врз сите нас. Допри до секое срце, дај му на секое срце, дај му мир, дај му љубов, дај му радост. Секое срце да се израдува на гласот Твој. Ти не повикуваш, Исусе Христе, да тргнеме по Твојот тесен пат. Тесниот пат до животот, Исусе Христе. Ти не роди одново, Исусе Христе. Ти ни даде нов живот, Исусе Христе. Живот без темници, избавени од смртта, од злото. Живот со светлина, со радост. Светлината ја гледаме, Исусе Христе, и се радуваме на тоа. Ти благодарам, Исусе Христе, што по нас не познаваат по кроткоста, по љубовта, по тоа што простуваме, Исусе Христе, и му простуваме на секој кој што сгрешил и кој што сме му грешале. Прости ни, Исусе Христе. Но затоа Ти, Исусе Христе, ја даваш неголемата дарба, љубовта. Со љубовта не исцелува, љубовта не возвишува, Исусе Христе. И можеме да чекориме мирно и тивко кон Царството Небесно. Ти благодарам и слава Ти, Исусе Христе, да се благословени Тихо, Марија и целата заедница. Благодарам, Татко наш, во името на Господ Исус Христос, што не менуваш во дух, душа и тело. Не менуваш преку молитви, кои што и сами и заеднички со нашите браќа и сестри, при средбите наши се молиме, а воедно и читаме од Словото. Словото, Исусе Христе, ни дава една толку голема поука, ни дава мир при секое читање, ни дава мудрост, ни дава возвишеност, ни дава поуки, Исусе Христе, како да се однесуваме во светот. Во овој свет каде што има премногу нељубов. Не научи, Исусе Христе, преку Словото како да ги разпознаваме луѓето, како да постапуваме со нив, со добрина, со кроткост, со милозливост, трпение. Но најбитно, Исусе Христе, што Ти не поучуваш преку Словото со мудроста Твоја. Поуките се големи и преку поуките Ти не менуваш, не обликуваш во Твои Христови деца.
Ти благодариме, Исусе Христе, што имаме можност да го читаме Словото и Твојот свет дух да биде над нас. Да го слуша секој наш збор, секоја наша молитва, да ја услишува и се што ќе посакаме, Исусе Христе, Ти толку си милослив и дарежлив, се ни даваш. Затоа, Исусе Христе, во Словото вели, кој ме побарал, ќе ме најде. Кој тропнал, ќе добие. Точно слава Ти, Исусе Христе, слава Ти, амин. Верувам во Исус, мој Господ, Спасител, кој ќе претрпи до крај, ќе биде спасен. Остави се земно и врви по мене. Јас сум Твојот Господ, доктор, Спасител. Стани и оди, Исус те исцели. Ме исцели во цели свет.